Почитувани гледачи, вие следите емисијата Настани кои ни представат. Пред нас е нова тема, нов наслов кој гласи граѓански неделен закон, криза или обврска. Денес е тешко да се разбере фактот дека ќе дојде време кога една нација, основана врз принципите на верска слобода, ќе оди по патот да ми ја одземе или да ми ја ограничи верската слобода на своите граѓани. Како може да се случи вакво нешто воопшто, може би се прашуваме. Интересно да се напомене дека тоа нема да го направат под притисок на главни диктатори кои биле или кои се уште се во некои земји во светот, како што може да видиме на оваа фотографија. Препознаваме разни водачи кои се назначени како диктатори во своите земји. Ниту пак тоа ќе биде големиот брат на Орвел, ниту оној католичкиот папа кој е харизматичен и кај некои луѓе многу популарен. Ајде на почетокот, почитувани гледачи, да ги слушнеме, да ги прочитаме два мали, но кратки, силни цитати кои ни најавуваат што ќе се случи во скорешна иднина. Еве како гласи првиот цитат од големата борба. Водечките личности и законодавци сами на себе да обезбедат наклонетост во јавноста, ќе попушти нивната желба за издавање закон за задолжително светкување на неделата. Дали приметувате, почитувани гледачи, што ќе се случи? Големите, важните личности, водечките личности, за да се обезбедат популарност со други зборови, ќе попушти нивната желба за издавање закон за задолжително светкување на неделата. Вториот цитат од книгата Ризници. За да се обезбеди нивната популарност и заштита, законодавците ќе се усогласат со барањето да биде донесен неделен закон. Наистина, во изминатите години и денови, почитувани гледачи, се повеќе можевме да се увериме во тоа. Религијата денеска станала, може да кажеме, главен фактор во политиката. Многу главни светски лидери одат кај папата на разговор, на советување. Мажите и жените кои се кандидираат за функции честопати се пикаат под кожата на верските водачи во надеж дека ќе добијат политичка поддршка и одобрување. И верските групи сакаат да остранат одредени политичари ако не се согласат со одредени религиозно-политички прашања. Навистина, тоа се случува секојдневно пред наши очи. Овој вид религиозно единство опишано во Откровението станува се поочигледно и поочигледно. Еве да го прочитаме и следниот цитат. Што значи зголемување на доктриналното единство и обединување на двете христијански деноминации? Тоа беше многу одамна кога влегоа груби имиња во раните денови на реформацијата. Папата Лав X го нарече Лутер дива свиња, кој го нападна лозјето Господово, и кога Лутер одговори, нарекувајќи го папата антихристос, и католичката црква најнеморално дувло на крадците, најсрамна јавна куќа, царство на гревот, смртта и пеколот. Со обзир дека римокатоличките свештеници Лутер го сврстуваат со Августин и Тома Аквински, не е далеко денот кога 69 милиони католици ќе го излечат раздорот кој се појавил скоро пред 1000 години. Зарем ова не е голем знак, драги гледачи, дека ние со големи чекори се приближуваме кон завршницата, кон крајот на оваа историја? Зарем не се исполнуваат библиските зборови и ова пророштво што ќе го прочитаме сега во книгата Откровение, 13 глава, 3 стих. Но неговата смртоносна рана беше исцелена. Ние токму, драги гледачи, живееме во времето кога таа рана веќе е зацелена. Кога на големо се работат и се приготуваат многу големи настани кои ќе се навистина случат пред наши очи. Навистина, тој ден можеби не е така далеко. Денот кога нашата земја ќе им сврти грб на големите принципи на верската слобода и едноставно ќе наметне систем на обожавање на својот народ. Како е тоа спротивно на начелата
кои ние ги наоѓаме во Светото писмо, во Библијата. Луѓето едноставно ќе бидат принудени да почитуваат, да светкуваат погрешен ден, наместо денот кој Господ го обележал во 10 свети заповеди. Терминот наша земја се однесува на Соединетите Американски држави. Основачите на Соединетите Американски држави добро го разбираат овој настан, односно добро ги разбираат овие принципи. Гледајќи ги можностите во Соединетите држави, може да се види богатото наследство на верска слобода што американците се уште и денеска ја уживаат во својата земја. Меѓутоа, пророчеството вели дека ќе дојде време кога тоа едноставно ќе биде ограничено, кога нивната верска слобода полека, но сигурно ќе биде се повеќе и повеќе ограничувана. Едноставно, земјата ќе претрпи целосна трансформација. Америка, пророчеството вели, почитувани гледачи, дека ќе развие дух на нетолеранција и прогонство и ќе искористи својата моќ, едноставно да ги принуди луѓето да ја почитуваат неделата. Ајде да прочитаме уште еден цитат. Бидејќи Америка е споредена со јагне со два рога. Така ни вели книгата на Откровение. Но да го прочитаме следниот цитат. Таквата акција би била спротивна на принципите на оваа држава. Духот на низините слободни институции, директни и свечени гаранции на Декларацијата за независноста и самиот Устав, основачите на државите работеле напорно за да ја спречат употребата на секуларниот авторитет од страна на црквата со низините неизбежни последици, нетолеранција и прогонство. Уставот предвидува Конгресот не смее да издава закон со кој се утврдува религија или забранува слободно исповедување на какво било религија. Исто така, верата никогаш не смее да биде услов за добивање на каква било доверлива јасна служба во САД. Со самото отфрлување на овие чувари на националната слобода, може државната власт да наметне почитување на некои верски прописи, но нема да има недоследност во ова постапка поголема од она прикажана на символот. Зверот со роговите како на јагне на свој начин имплицира гаранции на чиста, благородна и безопасна зборова како змеј. Они кои ја почитуваат библиската сабота ќе бидат оптужени како непријатели на законот и редот, како они кои ги рушат моралните огради на општеството, како причинители на анархија и расипаност, како они кои ги навлекуваат Божите судови на земјата. Нивното совесно држење на Божиот закон ќе се прогласи како упорност, тврдоглавост и отфрлување на власта. Тие ќе бидат оптужени да не ја почитуваат власта. Кога ќе се објави овој закон, почитувани гледачи, или би рекол, кога ќе се објави законот за неделата, што ќе значи тоа во практична служба, односно практична смисла за тебе и за мене, за сите нас. Дали ќе биде целосно легализирана веднаш или тоа ќе се случи постепено? Државата ќе бара од сите нас лојалност. Дали сме лојални кон земјата, кон државата каде што живееме? Но оние кои не се така лојални, кои ќе бидат прогласени како еретици или како отпадници или како противници, едноставно ќе бидат обвинувани, ќе бидат обвинети како непријатели на самата земја во која живеат. Секоја душа да им се покорува на предпоставените власти. Овој цитат ќе биде злоупотребен од властите, од државите кај што ќе живеат луѓето. Ќе се повикуваат повторно на Библијата и ќе го цитират овој цитат. Секоја душа да им се покорува на властите. И тогаш едноставно ќе бидат луѓето притиснати кога ќе слушаат Бога, односно власта, или ќе му се клањаат на живиот Господ. Затоа оној кој се спротистави на власта и се противи на Божјата наредба, а кои и се противат, ќе ја примат својата осуда. Очигледно, луѓето власта ќе ја злоупотребава Библијата, почитувани гледачи. Подајте му го царевото на царот, а Божјото на Бога. Тоа ќе бидат цитати кои
водечките личности во тоа време ќе ги злоупотребуваат овие библиски текстови, се со намери, со цел да народот Божи, они кои сакат искрено, честно да живеат според Божите правила и упатства, ќе бидат притиснати, односно ќе им биде укажано дека ја кршат Библијата, односно Божите принципи и правила. Но кого ние ќе следиме во тие моменти, драги гледачи? Дали едноставно ќе се потребе на Бога или нови текстови кои водечките луѓе во тоа време ќе ги злоупотребуваат? Книгата на Откровение многу јасно ни кажува дека во последно време едноставно ќе се засили тој бран на притисок на Божиот верен народ. Но Бог не повикува, почитувани пријатели, да се потребе на Бога. Во молитва, во заедница со нашиот Спасител Исус Христос, кој ќе помогне на секого, ако искрено, честно му живе, односно му угодува на големиот Бог. Еве што пишува апостол Јован: зашто секогаш го вршам она што му е угодно на Бога. Значи, во тие тешки моменти, во тие завршни сцени од историјата на овој свет, нова земја, ние треба целосно да му се потпреме на Господа, а Бог нема да не заборави. Ајде да прочитам и понатаму следниот цитат. Црковните и световните достоинственици ќе се здружат да ги наговорат или да ги приморат сите луѓе да ја празнуваат неделата. Вете какви работи ќе се случуваат. Ќе се здружат водечките црковни достоинственици да ги потплатат, наговорат, да ги приморат сите луѓе да ја празнуваат неделата. Ќе им се заканува со парични казни или со затвори, а на некои ќе им бидат понудени влијателни места и положаи, како и други награди и предности да ги намамат, да се откажат од својата вера. Значи, ќе им се нуди слава, популарност, работни места. Твоето име или моето ќе биде на првите насловни страници на весниците, да бидеме популарни. Тоа ќе биде понудено на многу луѓе, само со единствена цел да се откажат од почитување на седмиот ден, односно да ја држат, да ја почитуваат неделата. Некои луѓе ќе бидат принудени од страв тоа да го прифатат. Ако не ги почитуваат овие нови закони, ќе бидат можеби одделени од своите семејства, ќе бидат затворени. Вие нема да може да купувате, да продавате. Едноставно ќе се бара пропусница. Дали ги имаш тој документ, тој печат, таа дозвола за да влезеш во дукан, во продавница, да купуваш на пазар или да продаваш. Но од друга страна, знаеме дека ниту самата корупција, ниту сите овие стравови или притисоци, христијаните кои гледаат во Исуса Христа, одлучно, верно и честно, нема да подклекнат. Едноставно, тој ќе биде нашето прибежиште и награда. Можеме, драги гледачи, да ги разбереме некои од тактиките, самите тактики на сатаната. Тој има своја тактика. Тој едноставно ќе работи многу лукаво и мудро. Например, ако си талентиран христијанин и сакаш да бидеш популарен спортист, ќе ти се понуди награда, брзо да напредуваш во твојата кариера, ќе ти бидат платени сите школарини, ќе ти биде платени сите трошоци, само ако прифатиш, само ако се сложиш, ако се прилагодиш на сите тие нови предизвици, да ја оставиш библиската сабота, а да го прифатиш првиот ден во седмицата, за да го обожаваш и да го славиш. На работниците исто така ќе им се понуди дополнителна плата за работа во сабота, со закани дека ќе бидат отпуштени ако не ја прифатат понудената прилика или награда. Младо лице кое посетува државно училиште може да се соочи со огромен притисок да попушти. Социјалните, академските и спортските активности во сабота ќе бараат избор помеѓу прифаќање и изолација. Сатаната ќе врши притисок, почитувани пријатели. Тој ќе врши притисок работите да ги привлече мажите и жените
во своето царство со нудење на финансиска корист, со одобрување од групата, лажно чувство на сигурност и привремено задоволство. Сите овие илузии, едноставно може да кажеме, тој ќе ги нуди, во надеж дека ќе успее да ги измамат и контролираат луѓето. Едноставно ќе бидат луѓето принудени. Имаш избор, ќе ти дадат голема сума на пари и многу луѓе ќе бидат фатени во таа замка, во таа стапица. Многу луѓе тоа ќе го одобрат. Меѓутоа, гледајќи во парите, ние си го гледаме својот крај, својата страшна судбина. Во тоа време, еве да го прочитаме и овој текст од Библијата што ќе се случува. Зашто тајната на беззаконието веќе дејствува, само да се острани од средината оној кој сега ја задржува и тогаш ќе се јави беззаконикот кого Господ ќе го убие со здивот на својата уста и ќе го уништи до појавата на своето доаѓање. И уште еден цитат. И направи сите мали и големи, богати и сиромашни, слободни и робови, да им се даде ознака на десната рака или на челото. И никој да не може нито да купи, нито да продаде, освен оној кој има ознака, името на зверот или бројот на неговото име. Може би овој цитат е многу страшен кога го читаме, а бидејќи зборува дека ќе дојде ден кога ќе се изврши забрана, економски бојкот, едноставно да не можеш да купиш нито да продадеш. Но во книгата Копнежот на вековите ги читаме следневе зборови. Во последниот голем судир со сатаната, они кои ќе бидат одени на Бога, ќе видат дека им е ускратена секоја земна заштита, затоа што одбива да го кршат неговиот закон, да би били послушни на земните сили, на нив ќе им биде забрането да купуваат и да продаваат. Драги пријатели, драги гледачи, не ќе можат една група на христијани нито да купуваат, нито да продаваат. Овде јасно гледаме дека ќе има економски бојкот. И тука луѓето се најранливи, најкршливи, зашто храната е секојдневна. Ајде да кажеме облека, купиш нешто за облека и го носиш месеци и со години. Но храната е постојна, секојдневно. И многу христијани, многу луѓе ќе бидат притиснати и ќе попуштат на жалост. Но, што пишува понатаму? Ќе дојде време кога не ќе можеме да продаваме ни по која цена. Наскоро ќе излезе наредба со која ќе се забрани купопродавање на сите, освен на оние кои го имаат жигот на ѕверот. А што е тоа жигот на ձверот, драги пријатели? Во поранешните предавања ние спомнавме дека печатот е Божиот седми ден, саботата. А жигот или белегот е спротивно на саботата. Тоа е неделата. И оние кои ќе го немаат тој жиг, тој белег на неделата, овде пишува, ќе им бидеускратено, ќе биде забрането да купуваат, да продаваат. Ќе одиш во продавница и ќе ти го барат тој печат, односно тој жиг, тој белег. Го немаш и ќе ти бидеускратено. Така пишува. Но дали сега ние треба да бидеме во паника, кој ќе го држиме понатаму седмиот ден, Божиот печат, наспроти белегот неделата? Дали има место на паника, почитувани пријатели? Еве што ни советува Господ, нашиот Спасител Исус Христос. И така не грижете се, велејќи што ќе јадеме, или што ќе пиеме, или што ќе облечеме, зашто сето тоа го барат народите, зашто вашиот небесен татко знае дека ви е потребно сето ова, но барете го првин Царството Божјо и неговата правда и сето тоа ќе ви се додаде. Очигледно, нема место за паника, почитувани гледачи. Зошто? Затоа што читавме овде во Евангелието според Матеја. Господ ќе се грижи за својот народ. Библијата е полна со настани, каде што луѓе, пророци, биле верни и оддани на Господа и останали под цена на својот живот верни и го следеле патот Христов. И Бог не ги заборавил. Еве да го проследиме и следниот цитат. Во тоа време ќе биде осигурен леб и вода. Нема да трпиме немаштина, ниту глад, бидејќи Бог е во состојба во пустината да ни постави трпеза.
Верувате ли во тоа, почитувани гледачи? Бог е способен. Ако 40 години на израелците им давал алеп, им поставил трпеза во пустината, зарем тој Бог и денеска не е кадар тоа да го направи? Кога би било неопходно, тој би испратил и гаврани да не хранат, како што направил со Илија, или како на израелците што им пуштил мана од небото. Библијата е полна со такви извештаи. Еве го следниот цитат. Бидејќи бранителите на вистината ќе се спротистават да ја почитуваат неделата наместо саботата. Некои од нив ќе бидат ставени во затвор, некои ќе бидат прогонети, а со некои ќе се постапува како со робови. Да, не треба се плашиме, почитувани пријатели. Тоа е напишено. Пророштвото тоа ни го дало многу одамна. Наше денеска да го потврдиме тоа и со нашата вера во Господа. Бог е кадар, Бог е силен, како што читавме овде. И Петар и Јован биле во затвор. Знаеме дека нивните синџири отпаднале, вели Библијата. Вратите ангел ги отворил и безбедно излегле. Бог е истиот и денеска. Бог не се менува. Пише во книгата на пророк Малахе дека Бог е истиот вчера, денес и утре и за секогаш. И уште еден цитат кој вели: сите оние кои ќе се спротистават ќе бидат казнети, а на крајот ќе биде објавено дека заслужуваат смрт. Оние најсилните, најверните христијани, некои ќе починат, некои ќе бидат, на жалост, овде вели, и убиени. Не затоа што Господ не можел да ги спаси, но да бидат потик, да бидат семе, од кои ќе се родат уште милиони христијани кои ќе го следат Господа Исуса Христа. Почитувани пријатели, драги браќа и сестри, ние со големи чекори полекано се ближиме кон завршницата на овој свет. Ако Бог можел да влезе во оваа печка вжарена и да биде Исус Христос со тројцата момчиња, зарем тој Господ не може денеска исто така да интервенира? Ако можел Господ да биде со Данило во јамата Лавовска и да ги скроти овие најлути зверки, тој истиот Бог може денеска да интервенира и да им ги скрши копјата на нашите противници, да им ги затвори устите на Божите противници. Бог е истиот, драги гледачи. Ако Петар и Јован, кога биле во затвор, нивните пранги, нивните синџири паднале од нивните раце, седок бил стражарот, кој сакал да се убие, да се самоубие кога видел дека собата е празна и ги нема затворениците, а тие му рекле: немој да креваш рака, ние сме овде се уште во затворот. И потоа овој човек побарал да биде крстен, поверувал во Господ Исуса Христа. Тие му сведочеле за големиот Бог. И денеска народот Божи може да има чврста основа и доверба во големиот Бог, почитувани гледачи. Господ не остава. Кој ќе се соочиме со големите проблеми, Господ е на страна на својот народ. Господ едноставно ќе биде и со тебе и со мене, ако се најдеме и за тие затворски решетки. За Бога не постои затвор. За Бога не постојат решетки. За Бога постои само ти и јас. Но ако се најдеме ние физички хендикипирани, ако се најдеме физички затворени, верувајте дека Господ и таму ќе не посети и ќе ни помогне. Апостол Павле знаеме низ какви проблеми поминувал. Павле е еден символ на верност, на оданост. И по цена на својот живот тој не сакал да се стапи се назад. Тук одел до целта. И знаеме Павле што рекол: трката е свршив, борбата е завршив, верата е запазив, а сега ме очекува венец на правдата. Не само на мене, туку на сите кои со вера држат и одат по стапките на Господа Исуса Христа. Кој ќе дојде Исус Христос наскоро, почитувани пријатели. Сите оние кои заспале со вера и кои се наоѓаат во своите гробови, Бог ќе ги воскресне, вели Библијата. Бог ќе ги подигне на нов живот. Илјаници луѓе за време на средниот век ги дале своите животи, ги жртвувале своите тела да му годат на Бога. И тие не попуштиле, туку останале чврсти, силни до крајот на својот живот. Денеска Исус е овде поред нас. Тој се уште
ја покажува својата милост кон секој човек, кон секоја жена, кон секој дете, на време да се престрои, на време да го прифати тој апел и да го прифати тој пат по кој треба да се движи. Како што на јудејските христијани опсадата на Ерусалим од страна на римската војска била знак за бегање, така и превземањето на силата од страна на нашата нација. Нашата нација, рековме, се однесува на Соединетите Американски држави и ставање на сила декретот за папската сабота ќе биде опомена за нас. Многу христијани ме прашуваат кога ќе биде тоа време, кога треба да ги напуштаме градовите, да ги напуштаме селата. Еве, почитувани пријатели, одговор преку овој цитат. Како што знаеме до историјата, некаде 70 година после Христа, кога римската војска на чело со војсководителот Тит го опколиле Ерусалим, тие се задржале неколку месеци околу градот, но имало еден коридор кај што можеле безбедно евреите да влегуваат и да излегуваат во градот. Тоа било знак, сите кои ги знаеле тие, ги прателе знаците, на време го напуштале Ерусалим и побегнале во планините, останале живи. А оние кои одмавнале, оние кои рекле ништо нема од тоа, мир и безбедност, војската го опколиле градот и после некој време влегле внатре. И се живо било убиено. А оние кои отише на време, кои внимавале на знаците, останале во живот. И овде писателот, пророкот вели, тоа ќе биде знак за бегање. Кога нашата нација, значи Соединетите Американски држави, кои ќе издадат неделен закон, обавезен, кој ќе се почитува во целиот свет, овде пишува, тоа ќе биде опомена за нас, да полека, но сигурно ги напуштиме своите живеалишта. Еве ова слика, тоа ни го укажува, ни покажува, ни го доближува тој настан. Кога учениците го прашале Исуса кога тоа ќе биде, а Исус им рекол, кога ќе видите ова или она. И навистина тоа се случило некаде 70 година. Храмот бил запален, Ерусалим бил запален, уништен. Тука дошле римската војска. Многу евреи биле убиени, многу луѓе биле уништени, односно нивните животи биле прекинати. Градот денеска, кај што ти живееш и јас, може би се уште во благосостојба, но знаците треба да ги пазиме, да внимаваме на тие знаци, почитувани пријатели. Тогаш ќе биде време да ги напуштиме големите градови, да бидеме подготвени да ги напуштиме имотите и да ги замениме со осамени домови во зафрлени места во планините. Значи, да не брзаме, но да бидеме многу мудри, драги гледачи, да внимаваме на знаците што се случуваат околу нас. Тогаш, вели овде писателот, кој ќе видиме дека тоа се случува околу нас, кога неделниот закон ќе биде издаден, тој декрет подпишан, време е, вели, да ги напуштиме големите градови, имотите, да ги замениме со самени домови и зафрлени места во планините. Затоа сега е време, почитувани, да се подготвиме, да имаме некои своји локации на страна и да не се врзуваме толку за земните работи. Да не бидеме тогаш толку врзани како супругата, како жената на Лот. Сеќавате на таа слика од Стариот Завет, кога ангелите му рекле на Лота да излезат и се да остават. Лот одел напред, неговите керки поред него и жената најпосле. Меѓутоа, после неколку стотици метри, жената не можел да одолее, сакала да се сврти назад, а Бог им рекол, немој да се вртете назад. И жената се свртила и знаеме што се случило. Солен камен. Да не се вразуваме, почитувани, за земните работи. Убаво да имаме добар намештај, добри куќи, добри автомобили. Сето тоа е добро да ни биде на услуга, да се служиме. Но кој ќе дојде ден, да се вратиме на цитатот повторно, кој ќе дојде време да ги напуштиме големите градови, да бидеме подготвени да ги напуштиме имотите и да ги замениме со осамени домови во зафрлени места во планините. И следниот цитат. Со наредбата со која се озаконува папската установа, во кршење на Божиот закон, нашата нација целосно ќе се откаже од правдата. Тогаш ние ќе знаеме дека е дојдено време за чудно делување на сатаната и дека крајот е близо. Драги пријатели, Америка ќе биде главниот спонзор
na nedelниот закон. Од таму ќе дојде тоа депеше или таа телеграма. Пустите држи во светот и тоа мора преку ног да го прифатат сите. И ќе биде издаден декрет. Секој со закон, со сила да ја почитува неделата. Тогаш вели со наредба која се озаконува папската установа. Во кршење на Божиот закон. Гледате, ќе се крши Божиот закон, но тие тоа ќе го оправдат. Тогаш ние ќе знаеме. Кој ние? Ние кои го почитуваме седмиот ден, ние кои не ја почитуваме неделата како Божи ден, ќе знаеме дека е дојдено време за чудно делување на сатаната, дека е крајот близу. Ние сме се уште во таа подготовка, драги пријатели, но овде се опишани два бегања или напуштање. Најпрви, значи, од големите градови во помали градови, а потоа ќе дојде нов чекор да се направи. Малите градови ќе се напуштат и ќе се замене во самени, зацкриени места во планините. Затоа сега е време да размислиме, сега е време, почитувани, да се подготвиме, сега е време едноставно да направиме анализа на својот верски живот, да може кога ќе дојде тој време, да на време полека отидеме на страна. Но, повторно ќе спомнам, нема место за страв. Нема место за паника. Зошто? Затоа што ние му веруваме на големиот Бог. А Бог дал многу ветување. Еве го следно ветување што сакам да го прочитам. Може ли жена да го заборави своето доенче? Да не му се смилува на чедото на својата утроба? Па кога некој би заборавила, јас нема да те заборавам тебе. Еве те врезав во своите дланки. Исус нема да не заборави, почитувани гледачи. Исус нема да го заборави својот народ во ова голема криза. Кога ќе се појави кризата, тогаш ќе се појави уште поголема сила од страна на Господа. Сакам ово предавање да го завршам со еден пример. Пред неколку години група научници направиле некои експерименти со јагниња за да ја утврдат нивната отпорност на стрес. За да го потврдат своето верување или својот експеримент, да го постигна сето тоа, тие ги ставиле јагнината во едно трло. Трло, знаете што е? Тоа е место оградено каде што се наоѓаат самите јагниња. Таму во тоа трло ставиле храна. Трлото било направено така што научниците може да ги видат јагнињата, но не и јагнињата нив. Значи, тие биле зацкриени, може да ги видат јагнињата како таму шетат во трлото, јадат храна, а јагнињата не можеле нив да ги видат. И во внатрешноста на трлото научниците направиле бројни места за хранене. Планот бил едноставно јагнето да добие мал шок на секое место за хранење. Значи, ако на ова место има сено или слама, кога доаѓа јагнето да јаде, тука поставени се некои справи да јагнето добие стрес. Значи, едноставно да доживее некој шок. Тогаш јагнето веднаш би бегало. Значи, кога ќе дојде до место кај што јаде слама или сено, ќе добие тој шок и јагнето може да побегне. Секако тоа јагне не се враќало повторно на местото каде што доживеело шок. Научниците едноставно продолжиле да му предизвикуваат шокови на секое место за храна. Значи, имало повеќе такви места поставени и јагнето од едно место бегало на друго, но и таму доживувало едноставно шок. Наскоро јагнето побегнало кон центарот на трлото, треперејќи од страв. Тоа доживело нешто што еднакво на нервен слом. Тоа повеќе не можело нито да се бори против тие стресови. Преголемите шокови го совладале, но немало каде да избега. И паѓало тука на земјата и едноставно како ошамутено, што би се рекло, под голем стрес. Тогаш научниците зеле уште едно јагне, значи сега на тоа јагне му додават уште едно, значи 2 јагниња и ги ставиле заедно во трлото. Тоа јагне било близнак со првото јагне, но сега било направено важен исклучок. Мајката овца исто така била ставена во трлото со јагнето. Научниците биле зачудени од она што го виделе. Што мислите, каде избегало јагнето, другото јагне после шокот?
Znači, to jagne odelo od mesto do mesto, kao što je imalo seno ili slama, pokušavalo da kasne, da jade seno, no dobivalo šok i svega kada je bjegalo jagneto? Bjegalo se kako kaj majka mu. Majkata mu prošepnala nešto na bliznačko to jagnevo uvoto i togaš naučnicite ne bili baš sigurni što jagneto dobiva kako odgovor od njegovata majka, no sepak interesno. Znači, jagneto povtorno se vrakelo nazad, ohrabreno i jadelo od senoto tamo kaj što prethodno dobilo šok. Za razliku od prvoto jagne, jagneto broj 2 moželo da se suoči so ovje šokovi. Moželo da prežive zato što moželo da izbjega kaj njegovata majka. Naskoro najgolema kriza, počtovani prijatelji, koje bide za Božjot narod, za naš svijet, ke se zbidne tokmu onije koji go sledat vistinski odpad Isusa Hrista. Sepak ima tije kada da izbjegat. Isus ne povikova so ljubov. Kako ova jagne koje je doživjelo nerven slom i šok, može da pobejne kaj majkata ovca i tamo se ohrabruvalo. Božjot narod v posledno vreme, koje će bidat pritisnat od mnogo golemi problemi, od dekreti i zakoni, podcena na nivni od život, ki imat kada da pobegnat. A to je naš spasitelj, Isus Hristos. Evo što kaže ova tekstot. Dojete pri mene, site koji se trudite i ste obremeniti, jaske vi dadam odmor. Pogledajte vo mene i ke se spasite. Prijatelji, dragi gledači, predstojnata kriza bara poveke od površno hristijansko iskustvo. Potrebno je poveke od povremeno hristijanstvo. Isus deneska ne povikova da dojdeme pri Njego so site naši čovečki slabosti. To ne povikova da dojdeme i da mu se predademe sebi si. Site naši stravovi, site naši slabosti da gi predademe njemu. To ne povikova da mu gi otvorime srcata i da go prihvatime njegovo prisustvo. Zašto to nego storime sega? Vednaš. Samo Isus može da ne vodi niz ove konfliktne situaciji, da gi stavime naše životi u njegove terace od ovaj moment. A to je ni vetel, njegova zaštita i njegovo vodstvo. Je pozdravam si da vas, počtovni gledači, i se gledame v narednata emisija.